Изземањето на Охридскиот регион од новиот закон за легализација е погубно за граѓаните, реагираат од невладината Охрид СОС во пресрет на утрешното разгледување на предлог законот во собранието. Според активистите, доколку Министерството за транспорт и врски предложи носење на законот по итна постапка во собранието, со тоа ќе го прекрши членот 170 од деловникот, имајќи ја предвид комплексноста на законот и последиците кои би можеле да произлезат од неговото спроведување. Ако овој закон нема да важи за Охридскиот регион, тогаш кој закон ќе важи? Како ќе се третираат новоподнесените барања за легализација во Охридскиот регион од 1 јануари 2019, имајќи предвид дека со актуелниот закон се опфатени само барањата до 31 декември 2018 година. Охридскиот УНЕСКО регион се протега на територија на 3 општини, но не ги зафаќа во целост. Како ќе се регулира легализацијата во овие општини во деловите надвор од УНЕСКО регионот без да настане хаос поради грешки или манипулации, прашуваат од Охрид СОС. За прв пат сличен став како и екологистите има и охридскиот градоначалник кој во повеќе наврати напомена дека уште на седницата на ЗЕЛС го искажал ставот дека е против измените во новиот закон и дека ако се изгласа изземање на регионот, тоа ќе создаде уште поголем револт кај граѓаните. Јас само кажав мојот личен став и мислење дека може да е дискриминирачки за граѓаните кои што живеат на овај посет заштита на УНЕСКО и со сите тие урбанистички проблеми кои што ние ги имаме, дека е во однос на другите граѓани дискриминирачки. Таков закон ќе се донесе, тој ќе биде на сила се додека евентуално не биде оспорен на Уставен суд и не биде укинат. Ако е на сила законот, ќе се почитува. Но ставот на Министерството за транспорт и врски е поинаков. Министерот Цугарески неколку пати досега потенцираше дека го поддржува предлог законот за изземање на регионот, оти по сите критики на УНЕСКО вели не смее да се дозволи во понатамошниот период да се случуваат такви работи, ставајќи акцент дека во Охрид и Струга ќе се работи според препораките на УНЕСКО и законот за управување со светското културно наследство. Според најавите во новиот закон ќе бидат опфатени објектите кои бесправно биле изградени до 1 октомври 2019 и ќе важат истите услови како и досега. Но легализацијата нема да биде 1 евро за квадрат, туку покрај 100% ќе се наплатуваат и дополнителни 50% казна за незаконското градење.